Добродојавте, почитувани гледачи, во уште една емисија Лилма. Јас сум Мартин Најдовски, а денес ќе ве запознам со една одлична и фантастична билка, која што верувам дека треба да се знае, а верувам и дека ви е позната, бидејќи доста се употребува во фармацијата. Доста позната билка нели во аптеките, може да се најде, може да се сретне, но можете, зошто да одите во аптеките да барате, кога можете сами да си ја наберете и да си припремите лековити препарати од истата. Денес ќе зборуваме за една многу интересна билка, а тоа е јагликата, односно двата типа на јаглика. Значи, ова е првиот тип на јаглика, Primula veris, позната и под други имиња, од типот на ристоцвет, петопрс, јаглика, висока јаглика и слично, значи има доста имиња во народот по кој што е позната оваа билка. Се карактеризира со тоа што има корен кој што е не многу длабок, значи не е многу развиен. Потоа самите листови, значи избиваат од самиот корен и се ползечки по земјата, а додека пак од листовите, односно од самиот корен избива едно долго стебленце кое што е обложено со бели ситни влакненца, меки, а на врвот е всушност жолти, се поставени жолти цветови кои што пак имаат форма на инка. Зошто во народот се нарекува петопрс, бидејќи гледајќи го самото растение, всушност има форма на пет прсти. Зависност од положбата, некогаш можете да го најдете и со 6 цветови, некогаш со 7, некогаш со 5, со 4, зависно, но во народот е оставено тоа име бидејќи ги потсетувала на прсти. Има една доста интересна легенда и доста интересен мит за оваа билка, а тоа вели дека всушност оваа билка била создадена кога клучевите на Свети Петар паднале на земјата и всушност оваа билка изникнала од истите, бидејќи самите цветови налекуваат всушност на клучеви, па затоа доста интересна легенда која што е позната во народот. Ова е позната исто како што реков и како висока јаглика, но ја сретнуваме и ниската јаглика, односно ситноцветната јаглика, Primula vulgaris, која што пак е исто, значи се карактеризира со тоа што листовите значи растат ползечки, а потоа пак со кратки, не многу долги дршки, значи избиваат цветовите кои што пак се поразлични од високата јаглика, значи овие се покрупни, но билката е многу ниска, значи оваа негде може да достигне висина од 20 до 30 сантиметри во висина, додека пак ниската јаглика или малата јаглика е всушност негде околу 10 до 15 сантиметри, зависност од местоположбата. Се наоѓа, значи исклучително расте на планински предели, значи расте на планините, расте под сенка, расте во шумите, значи може да се најде на секоја планина, можете да најдете во овој период. Се нарекува пролетен весник, зошто? Бидејќи избива најрано на пролет. Всушност символизира доаѓањето на пролетта. Ја краси природата. Одлично е да се гледа, јас стално велам дека ова е една билка која што е милина за очите, бидејќи зимен период кога ништо нема всушност и напролет кога всушност ќе дојде пролета, прва билка што ја гледате и што ја забележувате на планините е всушност оваа ниската јаглика, уште позната во народ како јаглички. Ниската јаглика значи со незините бело-жолтеникави цветови. Додека пак оваа цвета нешто покасно, односно високата јаглика цвета покасно. За лековити сврхи се употребуваат и двете, иако доста луѓе веруваат дека всушност оваа високата јаглика е всушност полековита, бидејќи оваа јаглика всушност признаена во фармацијата. Но, пак ќе кажам, нема која е полековита од другата, значи двете се лековити, бидејќи секоја билка е лековита сама по себе, секоја билка си има лековитост сама за себе, секоја билка си зборува сама за себе, така да без разлика која да најдете ниската јаглика или високата јаглика може да се употребува за лек. Во составот значи содржи доста сапонини. Сапонините се всушност материи кои што помагаат за искашлување, односно го разблажнуваат секретот во плуќата. Па така се употребува кај проблеми со горни и долни дишни патишта. Одлично е да се употребува кај кашлица, кај бронхитис, кај пневмонија, туберкулоза.
Потоа, кај проблеми со синуси, одлично е да се употребува за изфрлање и за разблажување на секретот. Потоа, има доста витамин С, изобилува со витамин С, а со тоа всушност има, значи, витамин С не само во самите цветни чашки, значи доста концентрирани витаминот С и сапонозоидите се концентрирани во цветните чашки, иако може да се најде и во листовите. Конкретно, во листовите се наоѓа само витаминот С, додека самите сапонозоиди кои што се наоѓаат нели во самите цветни чашки. Се оваа билка, значи, лековита е од корен до цвет, односно се употребува и коренот, и цветот, и листот. Листовите се, поготово младите листови, се одлични да се употребуваат за салати, додека пак постарите некои луѓе веруваат дека се отровни. Ја не би рекол дека се отровни, само се малку поконцентрирани со одредени супстанции кои што можат да предизвикаат одредени проблеми со дигестивниот тракт, па така, значи, можете да ги употребувате свежите листови од јагликата за салати, можете да употребувате за чорби и варива. Коренот се употребува, значи, со берење, кој што се бере пред цветењето на самата билка, се суши на пробивни места и потоа исклучително, пак ќе кажам, се бере коренот од високата јаглика, иако можете и од ниската јаглика, но јас би препорачал нели од високата јаглика да се набере коренот, се суши и потоа се употребува за чај. Цветовите од јагликата исто така, како што можете да ги видите и тука, значи ова се суви цветови од јаглика, се употребуваат за чај. Како се припрема чај? Значи се припрема 2 супени лажици чај, односно сува билка, цвет од сува билка, се попаруваат со 500 мл зовриена вода. Да стои поклопено од 20 до 30 минути, потоа се процедува и се пијат такви по 2 до 3 шоли на ден. Во минатото јагликата доста се употребувала при мозочни удари, потоа се употребувала кај парализи, се употребувала кај проблеми со главата, зошто бидејќи дејствува на подобрувањето на циркулацијата. Односно, ја носи крвта, бидејќи крвта е таа што лечи, всушност ги прихранува крвните садови, а со тоа се потпомага нели самиот орган да почне да се регенерира. Па затоа би ја препорачал кај луѓето кои што се во прединфарктна состојба, кај луѓето кои што имаат и кои што се изложени на мозочни удари да употребуваат, кај оние кои што се со одредени парализи, без разлика каде и да се, треба да ја употребуваат, пак ќе кажам, бидејќи крвта е таа што лечи, всушност ги снабдува, крвта ги снабдува нели крвните садови. Може да се употребува и кај мигрена, може да се употребува и кај главоболка, поготово е добра за јакнењето на срцевиот мускул, за јакнењето на нервите. Би ја препорачал кај луѓето со анксиозност, депресија, оние кои што имаат проблеми со стрес, зошто бидејќи има едно седативно, односно смирувачко дејство, кое што пак ги смирува, односно ги смирува симптомите на депресија, го смирува срцето. Доста се употреба кај тахикардии, како што реков, кај аритмија, за јакнењето на срцевиот мускул, но и за микроциркулацијата до главата, каде што пак се решаваат проблеми со главоболка, со мигрена и слично. Оваа билка, значи, како што реков, може да се употребува како чај, може да се употребува и во вино, има едно доста лековито вино кое што може да сите да си го припремите. Ова вино исклучително се припрема со ниската јаглика, односно со ситната јаглика, малата јаглика, но доколку ја немате достапно, нели, можете да го направите со цветовите од високата јаглика. Значи се зема 2-литрско шише празно, се реди лесно со цветови од ниската јаглика до врв, потоа се налева со бело вино, значи до врв се налева со бело вино и се остава, значи не се затвора шишето, туку може да се стави на газа, за да може виното малку да испари, за да може нели да се преку процесот на кондензација, односно со тоа испарување на виното, значи виното ќе ви испари до некој дел, нема нели целото, но не треба да се затвора, негде околу 10 до 15 дена треба да остои виното на собна температура, не отворено како што реков, но секако морате да ставите крпа или газа, за да не дозволите некои бубачки или прашина да навлезат во вашето вино.
Потоа се процедува и кај луѓето кои што имаат проблеми со послабо срце, односно со несериозни срцеви пречки, значи можат по 2 до 3 голтки во текот на денот да пијат од оваа вино. Додека пак кај оние кои што имаат сериозни проблеми со срцето, типот на јаки тахикардија, аритмија и слично или ослабен срцев мускул, прединфарктни состојби, значи може да се пие до 2 до 3 супени лажици во текот на денот, половина час пред јадење. За проблеми со плуќата, обично би го препорачал коренот, кој што, како што реков, сите потребни супстанци се исто така доста концентрирани и во коренот, поготово кога станува збор за респираторни заболувања. Значи се зема едно кафено лажиче корен од јаглика, се попарува со 1 филџан зовриена вода, да постои тоа 30 на минути, се процедува и се пие по 1 до 2 шоли на ден чај од коренот од јаглика. Кај луѓето пак кои што имаат проблеми со притисокот, бидејќи оваа билка дејства и на намалувањето на притисокот, дејства на зголемувањето на црвените крвни зрнца. Значи одлично е да се употреба против вирози, одлично е против грипови, против настинки и слично. Може да си направат вино, но овој пат со високата јаглика, значи со цветовите од високата јаглика. Потребно ви е 50 грама цветови од јаглика, по можност свежи, се закиснуваат во 500 мл црно вино. Да стои тоа 14 дена, после 14 дена се процедува и се пие по 1 до 2 супени лажици од ова лековито вино, кое што доста помага кај проблеми со нервоза, кај проблеми со несоница, кај проблеми со мигрена, главоболка и слично, за смирување на организмот. Можете, како што реков, да ја употребувате и во салати, можете да си приготвите и тинктура во домашни услови од оваа билка, но може да направите и еден лековит сируп кој што се прави од цветовите на јагликата. Значи потребни ви се 2 шаки свежи цветови од јаглика, пак ќе кажам, без разлика која, дали е ниската или високата јаглика. 2 шаки јаглика се попаруваат со 2 литри зовриена вода. Да стои тоа 1 час поклопено, потоа се процедува оваа смеса и се додава килограм мед. И можете да додадете сок од 2 лимони. Се промешува тоа, се заедно, се префрва во тегли, се чува на ладно место. Лекот има трајање до 6 месеци и се употребува 3 пати на ден по 1 супена лажица. Може да се дава и кај деца, може да се дава кај возрастни. Одличен сируп за проблеми со респираторниот тракт. Наместо да одите во аптека да купувате препарати припремени со наразлични хемии, значи имате тука еден природен лек кој што можете да го припремите самите, кој што е доста ефикасен и е доста лесен да се припреми и верувам дека ќе ја применувате и верувам дека ќе ја употребувате ова доста лековита билка, нели? Може значи да се употребува и во салати, освен листовите можете да ги додавате и цветовите. Значи има безброј начини на кои што може да се употребува оваа билка, но секако, пак ќе кажам, ставам акцент на проблемите со респираторен тракт и проблемите со послаба циркулација. Бидејќи ја разредува крвта, значи ја снабдува плуќето со крв, го разлажнува секретот, помага, има едно експекторанско дејство, односно помага во процесот на искашлување, значи се искашлува со уста, ги прочистува граите, доста добар ефект дава кај пневмонија, го имам применувано кај ковид пациенти и одлични резултати дава, поготово значи во комбинација со плуќњакот, пулмонарија официналис. Може да се употребува во комбинација со други билки, но може да се употребува и сама. Оваа билка не би ја препорачал да ја употребуваат трудници и дојки, како и премали деца, значи може да се употребува над 7 години, бидејќи е доста јака билка и секако не ја пречекорувајте дозата, дневната доза, односно 2 до 3 шоли на ден, бидејќи во спротивно може да направи проблем, значи да го задржи секретот во плуќата или пак може да предизвика надразнувачка кашлица која што ќе биде многу јака, но и како што реков, бидејќи има доста концентрирани минерали и витамини во самата билка, како и секој лек, нели, не пречекорувајте препорачаната доза, бидејќи во спротивно може да биде и отров.
Безбедна билка, како што реков, може да се употребува, нели, но секако внимавајте на дозирањето. Ви благодарам за вашето присуство, ви благодарам за вашата гледаност. Се надевам дека ќе испаднете во природа, ќе ја наберете оваа билка и ќе ја употребите, ќе направите некој лек во домашни услови. Сакајте ја, негувајте ја, имајте ја во дворовите, како што еве јас имам овде во саксија, насадете ја, негувајте ја и верувајте дека е доста магична билка и доста ќе ви помогне за вашите проблеми. Може да се пие и за уживање, значи, но може да се употребува и како лек. Ве поздравувам сите, бидете здрави од ова цветно студио, бидете здрави и се гледаме во наредна емисија. Чао, чао!